Кочани е во третата предпоследна група општини во државата според бројот на вакцинирани против COVID-19. Официјалните податоци што ги презентираше Министерството за здравство покажуваат дека од почетокот на вакцинирањето досега околу 15.780 граѓани над 18 годишна возраст или околу 40% од возрастната популација во општината ја примила барем првата доза од некоја од достапните вакцини. Во потесниот микрорегион на истокот од државата, од општините за кои е надлежен Кочанскиот центар за јавно здравје и тој има подрачни единици, најдобар одзив за вакцинирање има во Берово, каде 56% од населението примило барем прва доза од вакцината. Потоа следува Пехчево со 53%, Делчево со 43%, а најмалку вакцинирани има во Виница, само 37,4% од населението над 18 годишна возраст. Втора вакцина примиле нешто помал број граѓани, односно во Кочани 3000 лица помалку од оние кои примиле прва доза. Во другите општини разликата на граѓаните кои примиле една доза и оние кои целосно завршиле вакцинацијата се движи меѓу 1000 и 1300. Неготино, Кавадарци и Охрид се трите града во државата во кои над 60% од населението примило барем една доза од вакцината против COVID-19. На дното на листата се Гостивар и Дебар, објави Министерството за здравство. Гледано на целата територија на државата, 44,6% од граѓаните над 18 години се вакцинирани барем со една доза. Гледаме дека нема притисок во болниците, каде што е висок опфатот со вакцинација во Кавадарци, во Неготино, во Охрид, во Битола, во Ресен, во Гевгелија, а голем е притисокот таму кај што е помал опфатот со вакцинација. Од вкупниот број на пациенти кои што се хоспитализирани, вакцинирани, најголем број се со само една доза. Сепак е тоа потврда дека е потребно да се развие време да помине да се развие имунитетот. Со сите вакцини имаме хоспитализирани пациенти, имаме и со Pfizer, и со Sputnik, и со кинеската вакцина, имаме пациенти од странство кои што се вакцинирале со Модерна, значи во тој дел нема некоја разлика. Од Министерството за здравство апелираат на поголема заинтересираност, особено кај помладата популација. Гледано по возрастни групи, кај населението меѓу 18 и 39 години, вакцинирани се само 29%. Кај оние над 40 годишна возраст, барем една доза вакцина против COVID-19 примиле 54%. Одбележувањето на 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, почна со положување свежо цвеќе во спомен на сите борци и македонски синови кои го положиле животот за својата татковина и град. На споменикот на слободата, почит на сите нив им оддадоа представници од Сојузот на борците, од Советот на општина Кочани, како и од политичките партии. Исто така, свежо цвеќе беше положено и на бистите на првоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче во Паркот на Револуцијата, кои со неговата реконструкција добија нова локација. Денеска одбележуваме 77 години од ослободувањето на Кочани и во пресред на големиот национален празник, 30 години независност на Република Македонија. Во рамките на нашите активности најпрво им положуваме свежо цвеќе на споменикот на слободата и секако на спомениците во Паркот на Револуцијата. Овде на ово место каде што навистина правивме огромен чекор, односно ги реконструиравме спомениците кои беа во очена состојба распаднати. И во изминатиот период работивме трпеливо, се со цел да направиме услови да спомениците бидат поставени на вистина онака како што требат, реконструирани и така како што заслужуваат нашите револуционери. Во рамки на одбележувањето на 77 годишнината од ослободувањето на Кочани е и свечената седница на Советот на општината со отчет на градоначалникот за работењето во изминатиот период, како и доделување на општинските награди за најдобрите поединци и здруженија. Пожар од помал обем избувна пред пладнето во близина на комплексот Аснум во Кочани, што за среќа не предизвика поголема материјална или друга штета. Сувата трева на просторот помеѓу комплексот и куќите во непосредна близина представува потенцијална опасност за брзо ширење на огнената стихија.
Сепак, интервенцијата на граѓаните од соседството, како и на пожарникарите од територијалната противпожарна единица, помогна огнот брзо да се локализира, а потоа и да се стави под контрола, односно да биде изгаснат. Известна потешкотија во интервенирањето беше ветерот кој помогна пламените јазици брзо да се прошират, но навреме беа совладани и не беше дозволено да зафатат поголема површина. Во гаснењето беа ангажирани 3 противпожарни возила и 5 пожарникари, кои за неполн половина час ја отстранија опасноста од проширување на стихијата. Слични пожари во близина на комплексот Асном имало и во претходните летни периоди, а најчеста причина било човековото невнимание или пак намерно подпалување. Сепак, со оглед што станува збор за густо урбана средина, заканата за безбедноста на луѓето и на имотот е голема, поради што е неопходна поголема контрола на теренот. Пожарите во текот на изминатиот едногодишен период, освен што уништија едни од најубавите шумски предели во државата, предизвикаа и штета од околу 31 милион евра. За пошумување на уништените површини ќе бидат потребни најмалку 2 години, истакнуваат од јавното претпријатие Национални шуми. Заклучно со 15 август годинава биле опожарени вкупно 9900 хектари во околу 150 пожари. При тоа е констатирана опожарена дрвна маса од дури 448.000 метри кубни. Во Кочанскиот регион, изминатото и ова лето изгореа скоро 10% од вкупните површини во државата или близу 1000 хектари. Колку за споредба, во однос на тоа колку катастрофално загадување на воздухот предизвикале пожарите и колкави емисии на стакленички гасови се испуштени во целата 2019 година, сите домакинства што се греат на огремно дрво во државата искористиле дрвна маса од 970.000 метри кубни, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Станува збор за катастрофа со огромни размери и тоа не само што е предизвикана материјална штета, опожарени се и пчеларници, поголем број објекти, а штета ќе има и од еколошки и од биолошки аспект, посочуваат од Национални шуми. Доколку надлежните почнат веднаш со расчистувањето на опожарените места од пролет, веќе ќе може да се почне со пошумување на деловите, како што велат експертите, при што треба да се менуваат видовите со кои ќе се пошумува, да се изберат такви дрвни видови што потешко се запалливи и што побрзо ќе се обновуваат. Покрај тоа што пожарите исклучително негативно влијаат на климатските промени и на загадувањето на воздухот, пустошењето од огнот доведува и изгорените дрва да бидат извор на разни патогени штетници. Исто така, на изгорените површини ќе може да се зголемат и ерозивните процеси на земјиштето, да се појави дебалансирање на водниот режим, како и губење и опустошување на вегетацијата. Службите од јавното претпријатие Национални шуми веќе работат на собирање на податоците од сите подружници. Со тоа ќе може да се пресмета точната штета од пожарите, додека Инспекторатот за шумарство и ловство треба да изготви решение со кое ќе го задолжи јавното претпријатие да направи санација на теренот и во рок од 2 години да почне со пошумувањето. Педесетишестгодишниот кавадарченец Бошко Илиев, специјалист по спортска медицина, го реализираше својот 103-ти пливачки маратон на браната градче. Со тоа се вклучи во одбележувањето на 7 септември, денот на ослободувањето на неговиот роден град, како и на градот домакин Кочани. Условите за пливање на градче беа одлични, со просечна температура на водата од околу 19 степени Целзиусови. При тоа беше обезбедена и соодветна поддршка и придружба од страна на членовите на риболовното здружение Кочански рибар. Во кариерата моја ненадејна, така да речам, 20 годишна, имам испливано, ова ќе биде 103-ти маратон вкупно. На меѓународни маратони 76, мислам, другите сите на наши простори. Имам една цел зацртана во Македонија да ги реализирам сите природни и вешки акумулации. До сега имам 14 езера испливано, значи Водоча, Турија, Мантово, Берово, Калиманци пред некој месец, Тиквешко, Велешко, од другата страна нели Стрежево, Охрид, така натаму доерам да не ги набројам сега сите. Ова ме 15-то езеро, го видов, се заинтересирав, дојдов
и сакам да ги промовирам, значи мојата идеја е да ги испливам, ми остана уште неколку сите природни вешки акумулации во Македонија, со тоа да го промовирам пред се пливањето како еден од најздравите спортови, бидејќи сум лекар специјалист по тоа, знам дека е така и ве уверувам, а друго е да ги промовираме нашите природни убави. Ние имаме стварно прекрасни езера, ние немаме море, за жал, немаме и пловни реки, за исто така како Србија и Хрватска и така натаму, но имаме прекрасни езера и треба да ги користиме можност за спортови на вода, пред се пливање, кајакарство и други работи, а со тоа го развиваме и туризмот на тие наши езера. Тренирам, односно така одам, се рекреирам на нашето Тиквишко езеро и тоа е близко до Кавадарци, така да немам проблем ни со кондицијата, ни со годините, сега за сега. Сакам да пратам една порака и упорно прачам 20 години, што повеќе млади да го практикуваат пред се спортот, како начин или да се тргнеме од оние лоши навики на денешницата. Подршка во реализацијата на пливачкиот маратон на градче даде и локалната самоуправа на Кочани. При тоа, во рамки на одбележувањето на општинскиот празник, градоначалникот Николчо Илиев на кавадаречкиот маратонец Илиев му додади признание и плакета. Сообраќајните служби во полициските станици во источниот регион во понеделникот вечерта спровеле засилени контроли, при што се санкционирало непочитувањето на прописите главно за управување возила над законски пропишаната брзина. За само 4 часа, во период од 20 часот па до полноќ, казнети се вкупно 39 возачи во целиот регион, од нив по 7 во Кочани и во Виница. Исто така, изречени си и 24 други санкции за сторени прекршоци во сообраќајот. Возачите против кои се изречени казните во најголем број управувале возило со брзина од над 50 км на час повеќе од дозволеното, главно на отворен пат, но во неколку случаи тоа е регистрирано и во населено место. Од Министерството за внатрешни работи велат дека истовремено со возачите на автомобили и тешки товарни возила се контролира и брзината на движење на мотоциклистите. Од полицијата информираа дека засилените акцијски контроли ќе продолжат во наредните денови, поради што упатуваат апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесат за побезбедни патишта.